Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани гледачи. Добродојдовте во петочното издание на Гласот на народот. Јас сум Слободан Томич, автор и домаќин на ова вечерашно издание. И на овој проект кој 26 години веќе го одбележавме пред 2 недели. Имајќи факт дека најактуелна тема што денеска се случува во овој регион, поручен во Европска унија, тоа е Тиват, самитот во Тиват. Затоа чест и задоволство ми е што вечера поканив соговорници од висок ранг, да рекам, супер тешкаши во една геополитичка анализа, која има да ви даде најсилни одговори на прашања кои вие ги испраќате, а јас ги абсолвирам, модифицирам и ги упатам до моите соговорници. Пред се неколку збора за тоа што сакам да кажам, односно на срце ми лежи, на душа ми тежи. Тоа е една моја мала рубрика, вообичаено дел од овој проект. Преди се што да кажам? Да кажам дека се потврди дека не можеш еднашка си кодаш и до крај на животот си кодаш. Ако некош си или татко ти или дедо ти кодошел, и ти кодошиш. Дури децата твои кодошат. А тоа е голем смртен грев. Да кодошиш држава, народ, тоа е најголем грев. Зошто? Бидејќи во таа држава си се родил, во таа држава живееш, во таа држава растеш фамилија, деца и сето она, и дали е убаво сето тоа што го правиш? Дали размислуваш дека еден ден кармата тоа си го прави своето? Не сакам да проповедам, го кажувам врз основа на лидерот на СДСМ или насадениот политикант, кој секојаш велам да го жалиме, отколку да го плачеме. Зашто? Затоа што не знам зашто се нафатил за оваква кампања што води антимакедонска кампања. Новинарска забелешка и општо народно кажано, господинот Венко Филипче навистина е изгубен во времето и просторот, имајќи факт дека денеска во Тиват не е тоа куртуазна средба со господин Емануел Макрон, меѓутоа фактот говори дека Христијан Мисковски не е исфрлен, не е откачен, не е ишутиран, со таков сленг идам, како што тие наведуваат, од политичкиот амбиент во Европска унија. Зошто? Бидејќи Европска унија, да бидам искрен, не знаат кај се наоѓаат. Не знаат и тие во кој простор се наоѓаат. Еве, видовме, германците не го добија статусот членка на Советот за безбедност. Ви се мола, една голема Германија, кој ми вика еден драг пријател, не, соговорник е вечера, на моето прашање пред емисија, окупирана држава, да се согласувам. Држава во која има 8 милиони, 5 милиони или 6 милиони турци, во која нема human rights. Нема човекови права. Таму не можеш ти да бараш јазик, школа, правосуден испит и така, натаму и вака, наваму, со тоа што има да цениш закон, устав, енде, крај на приказката. Овдека Македонија ги положи сите испити. Испити на демократија, на европизација и сето она што значи држава со сите нишани. Но, кога наоѓеш почва многу мека, во која можеш многу да изораш, не ти треба ниту мотика и со нога можеш. Затоа што народот е поинако во другите. Народот сака, љуби, проштева и секојаш е добар. Колку да му направи зло, македонецот не возврача со зло. А на македонец му се возвратува, секој со зло. Прави добро, а му добива зло. Или лошо. А зошто? Клиентелизмот и сето она што значи
полтонство е уносна работа. Во кој смисла зборот? Имавме политичка партија која победи на изборите 2015 или 16, можда грешка направи, бидејќи од тајмингот не го сакам тој период, кога не сакаше некој, тоа беше поранешниот премиер Никола Груевски да го смени името, по 300 закани, веднаш ме ги отворија тие жути комбиња, недозволени снимки, се тоа, бидејќи еден телефонски разговор, еден атак има две страни. Значи, снимки имаше и Заев, имаше и Груевски. Зошто ги дадова само на Груевски? Бидејќи е нон пасаран. И да не повторам, тоа одеше, се додека не дојде исто така наседениот или црпнатиот да го смени името. Го продаде името и така натаму. Меѓутоа, дојде Потврдорев и рече не, нема да помине. Да, клекна пред народот, сите го памтиме, меѓутоа со искрена душа, дека сака да нешто да направи. Меѓутоа, јас и секојаш му спомнав, почитуван млад политичар, премиеру, јас ве замолувам да го смените тимот. Не може на ластовичка да донесе пролет. И верувам дека, искрен сум, не сум претенциозен многу, меѓутоа, искрено, мојата порака пред година и пол, веќе така половина година како застана на челото на кормилото на владата, го слушна гласот на народот и најави дека ќе има до такви промени. Во очекување реконструкција на владата, час поскоро, да ги собере вистинските луѓе, почитуван господин Христојан Мицковски. Македонија има силни луѓе. Убави луѓе, што викаат нашите охриджани. Убави луѓе кои им Господ им дал ум и знаење. И знам дека во најскоро време, имам уште некоја минута, и ќе завршам, бидејќи ова е рубриката на срце ми лежи, на душа ми тежи, после тиват, знам дека ќе го соберете тимот и ќе го направите вистинскиот тим за вистинска Македонија. Почитувани, тука би побарал само да поздравам од мојата екипа Кристина Томич, мојот главен продуцент и дизајнер на овој проект Гласот на народот, Ивана Алексовска, главен инженер во студиото и Владимир Котевски, програмски уредник. По ова барам джингл и се враќам во студиото да ги најавам моите саговорници. Останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Најголем избор на ТВ канали вклучени во преплатата. Гледај над 300 ТВ канали. Враќај програмата во живо до 7 дена наназад и уживај во видеотека со над 10.000 филмови и серии. Искористете ја ексклузивната можност да ја пробате нашата стриминг платформа Move. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, драги мои, реков дека денеска во црногорскиот град Тиват се одржа средба самит на европските челници со лидерите на Западен Балкан. Тоа е една главна точка на оваа тема. Уште само некои подточки, колку милиарди евра се изнесени од Македонија низ годините, може ли државата конечно да го победи системскиот криминал и корупцијата, дали бугарските барања се европски вредности или политички диктат, зошто СДСМ води кампања против политиките на актуелната власт во Брисел, каде води конфронтацијата на Венко Филипче и дали Влен навистина го потиснува дуј од политичката сцена. Мои гости се Кирил Миновски, поранешен министер за финансии. Добро вечер. Добро вечер, поздравувам гледачите. Благодарам. И за прв пат, а мене задоволство, и на моите најблиски, што го почитуваат, а тоа се многу, господинот Рабин Седрак, геополитички аналитичар. Добро вечер и добро дојдовте. Благодарам за поканата. Господо, еве, дадов повеќе од 8 минути еден влез, простете што ви зодземав 2 минути речици. Еве да почнем со ова за Тиват. После Тиват, кој ја плача цената на корупцијата, а кој ја пишува иднината на Македонија? Можем со господа? Да. Повелите. Па генерално би дале мал вовет за ова што се случува. Не е ова прв самит за Западен Балкан, кој што се одржува за Западен Балкан, веќе ги видовме пораките
Генерално се повторија заложбите дека во догледно време по еден принцип на постепеност ќе се обезбеди пристап до земјите од Западниот Балкан до заедничкиот пазар. Тоа е, можеме да кажеме, еден новитет. Меѓутоа, она што е некое лично мое разочарување, што не видов некаква временска рамка во кој што би се спровел тој процес, заради тоа што сметам дека за да се даде поттик генерално на овој реформски процес во регионот, заради тоа што ние сме релативно мала држава која што е исто упатена на соработка и во регионот и пошироко, многу е битно да се дефинираат определени временски рокови, како што претходно се случуваше со обрановите на проширување во 2000-те години, кога влегоа централноевропските држави, балтичките држави, понатаму со брано за проширување во Источна Европа, а тоа е Бугарија и Романија, и овдека да се определи една временска рамка во која што регионот ќе биде интегриран на некој начин во заедничкиот пазар, ќе ни се обезбеди пристап до заедничкиот пазар, ќе ни се обезбеди пристап до кохезионите фондови кои што несомнено имаат голема важност во трансформацијата на општеството и економијата, заради тоа што еден од главните критериуми за влез на заедничкиот пазар е способноста на економијата да го издржи конкурентскиот притисок. Од тој аспект, можеби на овој самит гледаме дека имаме некаква јавно ветување од да кажеме од двоецот кој што е клучот на европските интеграции, тоа е Германија и Франција. Меѓутоа се надевам дека можеби на наредниот самит ќе видиме некакви по-конкретни рокови, по-конкретна стратегија околу реализација на овие активности поврзани со евроинтеграциите на Западниот Балкан. Тоа е она генерална забелешка која што јас ја имам во однос на она што се заклучоци, останатите работи се горе-доле познати, ќе се зголеми фреквенцијата на средбите, соработката во рамките на ЦЕФТА, тоа е на некој начин една подготовка за влез на регионот во заедничкиот пазар, користење на низа поволности кои што се поврзани со ЦЕФТА договорот. Да потсетам за гледачите, ЦЕФТА договорот е договор кој што има за цел да се креира регионален пазар во Западен Балкан плюс во Молдавија, мислам дека како придружна членка, и Украина, кој што едноставно значи некаква подготовка за влез понатаму на заедничкиот европски пазар. Така да тоа е нагласено повторно како механизам, нагласен е реформската агенда, меѓутоа генерално она што недостасува според мене е јасната временска рамка во која што регионот ќе биде интегриран, заради тоа што давањето на овие рокови влијаат на некој начин на дополнителна мотивација на општеството за да ги спроведе со една забрзана динамика реформите и да на некој начин да го забрзи тој исчекор и да се фати тој приклучок кон Европската Унија и европскиот стандард пред се, заради тоа што она што ги интересира граѓаните во суштина треба да нагласиме е стандардот, владењето на правото горе-доле кое што е на некое повисоко ниво. Тоа се вредностите кои што е еколошките стандарди кои што се исто така на едно повисоко ниво, така да нашите граѓани евроинтеграцијата ја гледаат низ призма на тие опипливи работи. Тоа е генерално во овој воведен дел. Да. Господин Садек, дали би ми дозволиле да малце бе представа на мојата публика? Тоа е една рубрика моја, тоа сум јас, со оглед дека гостувате првпат во мојот проект. Имајќи факт ве следам многу на вашите настапи. Прво ме радува што значите една парадигма за тие што се родени во Македонија и по дефиниција и по устав и по дефиниција треба да го говорат македонскиот јазик, тие не говорат. Вие убаво течно говорите. Кој е Рабин Седрак? Не знам, е најтешко човек да може да представи себе и сега во две реченици, но видите, еве ќе ви кажувам тоа што се зборевте за јазик, за владењето на македонскиот јазик и луѓето што не го владат македонскиот јазик е јако се родени тука. Делот на
идентитет. Ние имаме една многу стара изрека. И сега вели дека твојата татковина е таа што може да те терпи. И сега јас пробам да преведувам тука на начин што може да биде јасно и на гледачите. Така да, покрај дека ја имам дар да зборувам јазици, значи тука не е дека сега го научив убаво тоа, имам дар јас за јазиците, така да зборувам јазици, имам капацитет да ги владам. Инако, тоа минимален почет што може некој да го има во држава каде живее, каде диши воздухот, каде јаде во таа држава и живее во таа држава, да си го научи јазикот. И нормално да може да комуницира со луѓето. И како мојата порака ќе стигне до луѓето, ако не стигне со нивен мајчин јазик. Ете тоа. Така да, тоа што... Нешто за вас? Нешто? Не знам да зборувам за себе многу. Инако, доста години живеам во Македонија, 10 години живеам во Македонија. И моментално работам во Институтот за меѓународни стратешки и безбедносни студии. Работиме многу долги години, работив во доменото или во секторот на, да кажеме, државни реформи во областа на бизнес environment, деловно окружување. Да, на вакви сме учествувале во проекти во Македонија, не многу, ама многу во регионот, во Србија, во Босна, во Косово, Албанија, во цел регион. Во Македонија имав чест со две институции да соработувам, добро беше. Така да и од пред неколку години почнеме да гледаме некои проблеми што се појавиле и заради тие проблеми државата не може да се напредува. Една од нив првата е корупцијата, второто владењето на право, третото и доброто владењето на институциите, good governance. Почнеме да работиме на овие теми. Низ пат имаше исто темата на нелегалната миграција или миграцијата во кризата од 2012. Така да, од сите аспекти успеевме да кажеме да имаме некоја добра идеја или слика на суштината на проблемот и начин како може проблемот да се решава. Со семејството се тука? Да. Исто да... Не би... Не би сакал. Сега, не, работите што се лични... Сакам, знаете зашто? Вообичаено ја го почитувам вашиот став и не би одел. Во најавата кажа дека македонецот се разликува од другите автентичниот, архаичниот, оној што е македонец, уште од античка Македонија. Јас македонизмот не е мармалада, простете со ваков, да речам, компарација, да идам да се намачка, нели би да се касни. Значи, македонизм е тоа што македонскиот народ го носи во својот хабитус, мислам, во својата генеза. Од друга ситуација, знае да мрази, не знае да простува и се тоа. Дали добивте печаток дека македонецот сепак е на поинаков народ во однос на другите, во контекст на сите овие? Видите сега, зборувајќи најстариот јазик во светот, што е тоа што го знам, јас е тоа ми како мајчин јазик што го зборувам, можам да ви кажам дека, тврдиме дека македонците се сами по себе се поинакви, се различни, се имаат своја традиција, култура, историја и сите овие работи. Има докази за ови зборови што јас ви ги кажувам. За жал тие доказите не се напишани ни на македонски јазик, ни на јазиците од регионот, се напишани или од старотомански, напишани се на француски и напишани на други јазици што не припаѓаат на, да кажеме, европскиот континент. Така да, точно македонците се сами по себе, да кажеме, и дури како држава, ние ја нарекуваме име различен од името што е, например, ги нарекуваат другите, или во случај на грците и на бугарите и на другите, да кажеме, земји и нации што се во околина. Ние веруваме дека Свети Кирил и Методи, иако нели секогаш се потекнува од Македонија и имаме таа дебата и убава дебата со многу луѓе, иако се потекнува од Блиски Исток. Дори и Свети Кирил и Методи, они дошле во Блиски Исток да се го научат јазикот и они го
затоа што првите што го измислуваат првиот јазик били финикјанците, нели? И финикјанците они што дали тој јазик на грците. И затоа на грците ако ги прашувате за алфа, бета, гама, дельта, што значи, он ќе те насмее и не знае ништо, не знае што е алфа. Значењето на зборот алфа, значењето на зборот на буквата бета, на дельта, на гама, он не знае. Греот, он мисли дека Зеус им дале тоа од планина. Ако тие ги земеле они од финикјанците. Финикјанците отишле прво да прават трговија со нив. И Свети Кирил и Методи, они збореле јазик, не дека немаше јазик, они зборувале јазик, комуницирале со луѓето, ама тој јазик не можеле да го напишуваат, да го пишуваат. И они отишле, научиле првата, да кажеме, азбука што постои тогаш, финикјанската азбука, ја модифицирале за да може да го говорат буквите што они ги зборуваат, што е македонскиот јазик. И они направиле дека А да биде поразлична малце од нашата Алеф, имаме Бет, Гимел, сите овие букви, направиле некоја модификација за скриптот да биде и го донеле тој јазик тука за да се едуцират луѓето и да знаат повеќе и за Бога, и за верата, и за се. Така да, не може, и јас одбивам, знаете кога некој кажува Македонија е мала или Македонија не имала ова или не имала она. Македонија има неверојатна историја, неверојатна приказна, но проблемот дека македонците не ја знаат таа приказна. Нема од каде да ја научат. Знам дека ова може да смета што го кажувам на многу професори по историја по вакво, ама и ни они не знаат. Затоа што сите книги, сите извори на вакви работи престануваат пред 300 години. Пред тоа нема ништо. А ние имаме. И сега ова што мене, извини, знам дека излегов малце од темата, не, супер. Многу... Знаете зашто, господин Седрак, јас сакам да ги поздравам нашите гледачи и вашите вечерва, со мене заедно ја реализираме емисија, не гледат на сите 5 континенти. Значи, ова е мене голема чест и задоволство што слушаат нашите македонци во Австралија, Америка, Канада, цела Европа, Турција. Значи, ова е за мене искрено, ова е јас сум почестен со ова. Благодарам. И сега, они од каде ќе знаат тоа? И сега, колку луѓе во Македонија зборуваат староотомански? Колку зборат француски? Ама зборуваат француски на ниво што може да им овозможува да прават истражување на француски јазик. Нема. Колку зборуваат арапски? Никој. Колку зборуваат арамејски, или зборуваат еврејски, или зборуваат малце по-стари јазици? Никој. И од каде ќе ја пренесуваат науката? Сега науката ние за жал ја земеме како го викаат на латински дато per scontato, значи како поготово, така, здраво за готово, кажуваат, како што ни го представуваат другите. И сега, ако некој оди да се шета, например, во temples, или во храмовите, што ги имат фараоните, ако ги гледате името на Македонија напишано таму, па некој ли се замарал да оди да истражува тие работи? Имаше 2 тука во Македонија археолози што се занимавале за вакво нешто, па после тоа нема никој. Знаете дека имат целосен град потонет во Александрија во Египет, например, што може да ви раскажува многу на... Знаете... Дали македонците ја крадат историјата од нашиот источен сосед, вчера излезе во Европскиот парламент и пратеник, значи официјален пратеник, политичар, вели, еве докажа, извештајот на Вајс, дека Македонија нашите комшили, како да не парафразирам, ја крадат нашата историја. Дали македонците крадат историја? Македонците не можат својот да го задржат, па ќе крадат од некој друг. Значи, малце, овој, пардон на збора, ја не знам кој зборел вакво нешто, тите се детски муабети, тите се со површни муабети. Европратеник на Бугарија. Што неговото образование, што знае он за да кажува. Значи, вака да збориме сериозно. И да представуваме хипотетички дека немаме историја. Хипотетички, еве да кажеме, ние сме Израел. Израел нема историја. Историјата на Израел во Библија напишана. Нема ништо не се случи во Израел во 20-ти години, во 1800, ништо, немаше буквално ништо, пустина само. Пустина. Они почнуваат да ја прават историјата нивна во 1948. Што имат денеска? И сега, историјата нивна е моабет што е во Библија, во Стариот Завет. Така. Друго нема. Ама, они се научили лекција многу по да кажеме, или можеме да научиме нив лекција многу побитна од имање историја или имање традиција или имање тоа. Како да го чуваме тоа што ние го имаме. Како да го чуваме нашето знамето, што го немаме веќе. Како да го чуваме нашето име, што го немаме веќе. Како да го чуваме нашите традиции, како да чуваме нашето.
И тоа го споредувам зошто грците се успеваат во тоа. Затоа што во Грција, каде одат сите македонци цел лето, во било кој кафич одите, нарачате или никого имат. Дали има тука било каде кој може човек да пие македонско кафе? Нема. Ние сами по себе не си го сакаме тоа. Ние си го откажуваме, го продаваме за друго. Не се развиваме, не си го чуваме тоа што го имаме. И затоа ви кажувам, треба малце да се разбуди тоа. Тој имаше некакво вид будење кај луѓето, мислам дека околу 2007, 2008, 2009 во тој период, кога почнат луѓе да се гордеат од тоа. Кога отворите телевизија, имаше Македонија на CNN, кога гледа Македонија достигнува на одредени места во светот. Македонците што одат надвор од Македонија, сите успешни стигнуваат на се. Ама после тоа ни дојде некоја. Кому пречеше тоа? Не прече на никој. Значи, успехот може да пречи само на мрзлив човек или на човек што завидува. Само тоа. Озвен тоа, не пречи. Се враќаме. Многу ви благодарам за оваа добра дигресија што во контекст на сето ова говориме. Во Тиват, како што спомнал господинот Миновски, се одржа една, ја ќе речем, на куртуазна конференција, во која и во претходната колумна напишав, ќе дојдат да се сликат family фото, некои обични фрази, флоскули ќе си продадат, но имаме една друга ситуација каде што реков дека Германија веќе го изгуби својот цврст статус, да речем, во Советот за безбедност. Дали Германија веќе е во паника за незино, да речем, модифицирање, едноставно распаѓање? Може би е цврст, таков наслов прочитав на Политико, и ја викаме веќе опрашам мојот соговорник. Видите, Германија, веќе кажам моето мислење, може после да ми коригира господин Миновски. Германија, мене ја не сум експерт по економија, по финансии, така да вие знаете тие работи подобро од мене, може да кажам нешто многу просто, simple вака. Значи, кратко така кажано, Европа станува полека неспособен континент. Зошто? Заради бегањето или оддалечувањето, сега може да звучи смешно, малце, на верата. Верата, знаете како ви тера да правите семејство, деца и така натаму. Веќе ние баталивме тој дел на децата од целиот европскиот континент. Пага наталитет, нема веќе деца никаде во Европа. Во Германија и се случи нешто слично после Втората светска војна. Зависела многу на миграцијата на турците што отишли во Германија на времето во 50 години. Оние ја градела, да кажеме, германската економија. Тоа врз основа на приказната од 50 години, само разликата дека мигрантите тогаш биле турци се работлив народ. Они се одлучиле да земат од други места од Африка. Тоа се подразбира дека јас сум против нелегалната миграција, сум против вакви демографски промени во Европа. И они остаруваат, немат веќе деца, не знаат што да прават, одлучиле да измислуваат некаков вид на систем и да креират робови на овој систем што они го креират, што е без човек. И сега, у тој систем што они го правеле, знаете како германецот или Германија станува како некој постар човек што имаше продавница во чаршија или има продавница во трговски, а веќе е на пензија, не знае што да прави, ама ја држи продавницата отворена за дојдат неговите пријатели да се го поздравуваат, да прават без да работи. Можем да Германија да ја нарекувам еве вака. Она не ни фактор веќе, не ни ништо, уништена од внатре, од сите аспекти, со првиот од демографскиот аспект, економски гледаме во последен период колку фабрики се затварат во Германија, сето тоа зошто? Заради политиките на социјалдемократ што ја воделе Европа тогаш. Они измислува политиката на net zero. Net zero е за да нема веќе емисии на како ги викате јаглен емисии? Јаглен диоксид. Да, емисиите, CO emissions, да ги елиминират од Европа. И они што направиле, место да најдат лек за тоа, они направиле експорт, извоз на целата нивната индустрија, ја направиле тоа во Кина. И они фактички направиле експорт на емисиите од европскиот континент до кинескиот континент. Паралелно затварале сите нуклеарни реактори заради таа зелената агенда, затварале се што работеше на јаглен заради зелената агенда, и во тој случај гледаме дека сите бизниси почнат да бегат во Европа затоа што имат unsustainable, неуздржлив бизнес во Европа. И сега оделе сите бизнисите или во Америка заради поевтина енергија или во Кина заради поевтина работната сила. И испадна Европа без никаков вид на индустрија. Европа веќе нема таа индустрија што ја имаше порано. И благодарение на тоа,
паѓа државата, имат потреба од работниците, ги увезуваат од Африка од тие. Направила грешка во 2011, многу грешна проценка направи тогаш Меркел и во тоа кога се одварале за нив. Еве во Германија, Германија се трансформира како еден африкански град, а не целата, ама етите, исто во Белгија, исто во Шпанија, исто во многу држави, и можеме да гледаме днес како изгледа Европа. Така да не се фактор више. Не ги гледам јас више како фактор. Слаби се, нема и затоа не ги одберале. Господин Уски, добар влез направи вашиот колега, да речеме, вечерашната емисија. Кој е вашиот коментар апропо губењето на статусот на нечленка на Советот за безбедност и, да речем, тој банкрот или економски колапс што ја опфати Германија? Еве, гледам големите аналитичари на светски медиуми веќе така наречкува дека веќе таа пропаѓа, се распаѓа. Не знам сега дали можам да кажам дека се распаѓа, меѓутоа де факто германската економија во изминатите неколку години бележи стагнација. Таа стагнација се должи пред се на самиот концепт кој што го имаше Германија. Таа беше индустријски најразвиена држава во Европската унија, со силна индустрија, со производи кои што имаат висока додадена вредност, меѓутоа во основа таа базираше на ефтините енергенси кои што ги добиваше од Русија. Со отпочнување на војната во Украина, значи таквата можност за купување на ефтин нафта и газ, кој што во суштина беа главниот двигател на нивната економија, го нема. Значи цената на енергенсите значително е зголемена. Економијата и на Германија и на европските држави е силно погодена од она што се нарекува ковид криза, па подоцна и од оваа најнова криза во Иран, поради зависноста на европските држави од енергенси. Заради тоа што главниот проблем е секако и недостатокот на фосилни горива, значи Европа не е богата со фосилни горива, со исклучок на Норвешка која што има во Северното море. Останатиот дел проба да транзитира со така наречената зелена агента, дел од нуклеарните централи пребрзо се затворија и тоа можеби беше причината за да се искреираат вакви проблеми. Освен тоа, трендот на глобализација доведе до селење на дел од индустриите пред се во далечниот исток, сметајќи дека на тој начин транснационалните компании и европските транснационални компании дека ќе ги имаат и ги уживаат бенефитите од разлечените ланци на добавувачи во кои што производството се дислоцира во далечен исток, на далечен исток пред се во Кина, а дизајнот главно и маркетингот и дистрибуцијата и продажбата остануваат во развиените држави. Меѓутоа, како проблем и на Германија и на европските држави се јавува секако демографијата, поларизацијата, проблемот со миграцијата. Меѓутоа, како ќе се одвиваат работите во наредниот временски период, се уште е тешко да се предвиди, заради тоа што се уште сметам дека европскиот континент има големо акумулирано богатство и моќта на европскиот пазар е се уште голема. Иако динамиката на светската економија е поместена, главните случувања се во Азија, сепак европскиот пазар е значаен за азијските држави и сметам дека наспроти трендот на глобализација, сега ќе имаме тренд во кој што повторно ќе се воведуваат бариери, со кои што ќе се настојува да се задржи, да кажеме, конкурентската позиција на германската и на европската економија. Сега, она што е специфично за нас е што ние како држава и како регион зависиме од Европска унија, да зависиме од аспект на тоа што нашата, поради тие релации, бизнис релации кои што ги имаме и ваквите намалувања на овие економски индикатори на некој начин влијаат негативно генерално и на трендовите, на економските трендови во регионот, заради тоа што поради ограниченоста, поради тоа што едноставно ние сме landlocked country, односно земја која што има континентален карактер, а можеби поради недоволната иницијатива на нашата бизнес заедница, ние многу тешко пронаоѓаме алтернативни пазари кои што би ги замелиле европските пазари.
затоа што доколку го гледаме извозот, увозот на и меѓусебната условеност на економиите на Македонија и на Европската унија, ќе се покаже дека речиси 87% од купната трговска размена се одвива со Европската унија или со земји од регионот кои што генерално тргуваат со Германија. Затоа мислам дека час поскоро треба да се пристапи кон едни сериозни анализи во кои што и државата преку креирање на политики, меѓутоа можеби преку активности кои што ние ги имавме во претходниот период, дали било роучоа, поамбициозно настапување на странски пазари, Што беше позитивно, позитивно заради тоа што во тој временски период се донесоа многу инвестиции, се намали стапката на невработеност, се креираше една структура на извоз која што до ден денеска продуцира најголем дел од извозот. Треба да се бараат алтернативи за економски раст, за алтернативни пазари, да се настојува да се воспостават линкови, да се анализираат и пазарите во Азија, кои што гледаме дека имаат навистина се многу динамични, тоа се големи држави, брзо растечки економии, меѓутоа исто така треба да имаме фокуси на Африка, кој што станува се подинамичен, поинтересен континент. Гледаме дека голем број од државите имаат стратегија. Дури и во соседството има држави кои што компании имаат сериозно присуство на афричкиот континент. Треба како мала држава да бидеме, да го искористиме она што мојот соговорник Раби го има, нели, како наследник на една феникиска цивилизација која што има трговски карактер. Значи не треба и ние да ги развиваме тие капацитети за едноставно да тргуваме, да покажеме поголема отвореност во градењето на бизнис релации, заради тоа што може да ги искористиме нашите компаративни предности од аспект на близината до европскиот пазар, па да станеме хаб за некои други пазари. Еве, знаеме за договорот кој што се склучи помеѓу Европската унија и земјите од Латинска Америка, Меркосур. Да. Можеби тоа треба да представува поттик за нашата дипломатија за поголема ангажираност на тој континент и да им се понуди некакво партнерство на тие држави од Латинска Америка за да искористат Македонија да биде како некаква порта за влез на европските пазари. Значи, неопходна е имагинација, неопходни се решенија кои што граѓаните од диаспората ќе ги разберат out of the box. Понекогаш треба решенијата да ги бараме надвор од кутијата, треба да понудиме нешто ново, затоа што клучната предност на малите држави, ние сме мала држава, нели? Мала држава некогаш е недостаток, меѓутоа клучната предност на малите држави е во нивната флексибилност. Ако бидеме доволно брзи и доволно флексибилни, можеме да искористиме тоа што сме мала држава, заради тоа што кај нас резултатите многу побрзо стануваат видливи. Така, интересно и благодарам за овој прекрасен одговор. Господин Седрак, во контекст после тивата дали Европа коменува пристапот кон Балканот, а со оглед дека Балканот во тотал е околу 14 милиона, исправиме господин Миновски, толку 14 или 15? 15. Или тука близко со Романија или помалку или во тој контекст. Да. Што е тоа пречка, бидејќи гледавме и Франција е во една катаклизма, економски колапс. И гледаме демонстрации, безредија и се тоа. Значи не им иде, не им оди работата. А со оглед дека регионот е доста богат и со работна сила и со се тоа. Кај ја гледате еднината и перспективата на се тоа? Дали може Европска унија, имајќи факт незината слаба кондикција, конечно да ги стави во пакет овие држави од Западен Балкан? Сега нели тука сме да зборуваме искрено, без ракавици или кажа. Молам ја, кај нас нема. Без вака. Значи видите, вака ситуацијата е никаква. Еве сега да не биде да збориме сега сериозно. Првото аспект се зборувам за Европската унија, интеграцијата во Европската унија и македонската интеграција и така натаму. Првата работа, јас како човек, еве, сакам да влезам во некој клуб или во некоја зграда, некој дојде ми кажува, за да влезеш таму треба да исполнуваш 10 услови или 10 работи треба да ги имаш за да можам да влезам. И сега, јас како достоинствен човек, што не сакам да одам по неправилни, да кажеме, методи за да влезам каде што сакам, пробувам да ги исполнувам овие работи, ги исполнувам и влезам во тој друштво или влезам во тој диско или влезам во таа зграда. Сега, ние овие работи уште не ги исполнеме.
Сега, ние имаме периоди каде сме ги исполнеле овие работи, ама не сме влегли, не направиме некој чекор кон влезот, зошто? Заради уцени што ги имаме од соседни држави. И сега јас лично одбивам, не признавам ни вако видна уцени, ни вако видна притисок. Затоа што ја верувам дека треба да си го правам мојот домашно, да се развивам, да бидам јак во една работа, еве не во 5 работи, во една работа, да бидам најдобар во таа работа. Ке се правам паралела на Европската унија со Македонија и Европската унија со Дубај како принципалити, како Нежешто. да, и GCC, Gulf Cooperating Council. Порано, гледачи може да гуглираат да видат дали тоа точно или не. Дубај нема ништо. Дубај нема нафта. Еве, сите мислат Дубај нафта. Дубај нема, ништо нема Дубај. Дубај имале само трговија со бисери како Охрид и затоа ја земав како. И имаше некако вид од знаете како во фавелас така за трговија по бродови што доаѓале од Индонезија, од овие земји од Азија и тргувале. Таму се направиле најпрост или наједноставен општество на море и со имат направено. И они што одлучиле, како они стигнале вака? Екове, ајде, ние гледаме, немаме ништо, ајде да измислиме нешто да бидеме ние добри. Што ќе измислиме? Секторот на услуги. И они почнат да нудат услуги. Дубај, освен услуги, нема ништо. Апсолутно ништо. Гледај, денеска Дубај каде стигнала. Сега, ние треба да одбереме ваков пат. Еве, знаеме дека ние немаме голем капацитет, значи немаме море, лендлокд сме, имаме континентален карактер, имаме многу работи што ни спречуваат да, немаме, може има ресурси, не знам. Ма ајде да одбереме, ние да факеме секторот на услуги. Колку работи може Македонија да ја нуди, да станува поразлична и поинаква од друго. Работава тука дека ние сами не сакаме. Кога доаѓа политичар што сака да прави некоја промена, ние го атакуваме, го избркавме. Да. И сега, ние реално сега, освен дека имаме казиноа, како се вика, за кладилници, за вакви, сето тоа. Пари, како се тоа. Да. Што имаме ние? Што може да нудиме? И сега тоа го кажав еднаш пат на емисијата, многу луѓе има негативни реакции на тоа, ама прашањето што вас ке ви го прашувам. Кога вие одите да се шетате во било која држава во Европска унија, чувството што го чувствувате кога отворите Google, што by the way го направила тука кај нас во министерството, и се вреди да се пофали, сега имаме да кажеме апликацијата на Google Navigation во Македонија работи, може да ви кажува кој автобус ќе дојде од каде до каде, ама зборувам и за другите работи. Како чувствувате кога одите да се шетате во некој град во Белгија или во Австрија? И тука, дали има споредба? Нема. Ние имаме многу, треба да работиме за многу работи да ги направиме. Ке ги работиме овие работи, полека ќе влеземе. За делот на сега клубот и оцените што ние ги имаме, дали со Бугарија, дали со Грција, дали со вакви, ние сами, сега не кажувам, јас на пример бев против промена на име, бев против овој беше ретардиран референдум, извини, не знам друг збор, и сите, значи, еве гледаве како изгледа. Ама зошто? Значи, ние сами го продадовме тоа. Ние сами имаме македонци што родени тука, како ви кажавте на почетокот, самите тие сакат да го променат името нивен. Они сакат, самите сакат, они да променат нивната историја, да кажуват дека ние сме дел од Бугарија. Сега, ја како со тие можам јас да градам нешто. И тоа ако го отсликуваме во 2026 денеска во јуни, гледате дека за да можам јас да одам било каков секој напред, мене да имам, ми треба да имам здрава опозиција со кого да можам да разговарам. А ја немам таа опозиција. И како можам јас да одам чекор напред? Така да, комплицирана е. Колку таа опозиција, така наречена опозиција, и помага, односно одмага на Македонија, дефинитивно одговорот се гледа во прашањето. Дали ова е тактика со математика или има некој имунитет, така наречен имунитет, особено смени го името и никој нема да те пипа. Се мисли на Зоран Заев и неговиот клон Бенко Филипче. Дали идат на таа карта или што е приватизирано судскиот систем заедно со обвинителскиот и не може да тргнат работите напред, а тоа е да се отвора случај по случај каде евидентно има голема корупција, големи криминали, пред се и над се предавството.
што го каже и господинот Ѓорѓи Иванов, дека името е продадено за 150 милиона евра, да е само толку пута 10. Па, едно од клучните проблеми за нас како нација е што во однос на клучните прашања во изминатите 3 децении не успеваме да изградиме некаков национален консензус и токму тие прашања стануваат понатаму најголем камен на сопнување и на поделба во нема да говорам за останатите граѓани, меѓутоа ќе кажам пред се во македонското национално ткиво. Меѓутоа во процесот на носење на Преспанскиот договор несомнено дека тука имавме уште поголема поларизација која што дефинитивно остава последици кои што ги чувствуваме до денеска. Што можеме да кажеме како поука од сите овие историски предизвици и дилеми кои што ги имавме во изминатите децении е дека можеби недоволно комуницираме, недоволно сме искрени во таа релација и не знаеме да ја ставиме на страна дневно-политичката борба со стратешките интереси на државата. Доколку ги анализираме соседните држави, ќе видиме дека без исклучок не постои соседна држава која што нема никаква своја национална стратегија. Било да е тоа, не знам, Србија, Албанија, Бугарија, кои што траат по стотици години наназад и кои што се на некој начин запишани во камени кои што се спроведуваат. Мене не ми е познато дека ние и покрај Академија на науки која што имаме или не знам, партии кои што се присутни, дека до сега е направено нешто во насока на градење на наша национална стратегија за наредните 50 години, за наредните 100 години, тоа се стратегии кои што секоја нормална држава ги развива. За наредните 30 години која е нашата стратегија. И тука гледаме една од причините за ваквите, за можностите кои што се јавуваат да во македонското општество некогаш се настапува со ставови кои што на долг рок носат големи последици. Во однос на она друго прашање тоа е прашањето на корупцијата, на криминалот, на организираниот криминал, на корупцијата на високите јаки. Ја пред известно време пишував една колумна која што се однесува конкретно на таа системска неправда. Она што ги тишти граѓаните е што ние се соочуваме со во овие изминати 3,5 децении за жал со проблем на така наречена институционална системска неправда во која што најчесто гледаме правда на двојни аршини во кои што најголеми репрекусии чувствува обичниот човек. Гледаме дека голем дел на случаеви на висока корупција и криминал останува поштеден. Дали тоа е резултат на судско-обвинителски систем, дали е резултат на политички договори, не знаеме. Меѓутоа, во суштина, она што го имаме ние е селективна правда. Таквите креирањето на атмосфера на системска неправда, која што се дефинира преку селективна правда, влијае на моралот на општеството, на граѓаните, на системот на вредности. Луѓето кои што се бават со воена наука знаат дека еден од начините за уништување на една држава или за напад на една држава е убивањето на моралот на нејзиното население. Ваквата системска неправда креира чувство на апатичност и го намалува моралот на луѓето за да прават некакви резултати. А општествените промени и економските промени базираат на очекувања. А очекувањата се позитивни кога луѓето имаат позитивна енергија. Тие се негативни кога се потиштени или апатични. Сакам да преминем, бидејќи овој формат 90 минути, веќе сме на 50-та минути, имаме околу 40 минути, има за што збориме. Самата ситуација повлекува да дискутираме да најголемото зло во човештвото, тоа е криминалот, односно корупцијата. Народот вика, луѓе, колку е искрадено, украдено од Македонија и пак се живе. И че нормално не може да се повика, а јас ќе спомнам прекрасната земја, јас бев во Израел и секојаш носам една од моите 3 желби, ви кажам искрено,
Како новинар имам направено 5 интервјуа, мислам, многу интервјуа, меѓутоа 5 државни секретари на Америка. Првото ми беше со Ричард Холбрук, 96-та, потоа 98-та, па 90, да не наредам, и после, пред да стане амбасадор во ЮН, беше директор на Бостонска банка и ја бев тој што после Дейтонскиот договор, правам еден влез и вика: господин Томич, вие имате интервју поголем од извештајот што треба да го дадам на Мелин Олбрайт. И вика: кажи нешто што би сакал да додадеш. Викам: вие сте ми златна рибка, господине Холбрук. Немој да кажеш дека имаш 3 желби. Имам. Кои се? Првата, викам, да идам во Америка. Тоаш беа изборите Боб Дол и Бил Клинтон. Вика: ти си во Америка. Кај, викам, by the words, со збори не, еве ја ти ветам, утре имаш специјална телеграма, гостин мој си на State Department. И замина втората која да одам во Израел. Тоа му го кажав 96-та година и навистина години наназад 2012 замина в Израел. Земја во која навистина се воодушевив. Тоа беше пред Божичниот пост и таму се причастив, тоа Бог сакаш. И јас таква држава, неоти сте вие тука со мене и така, меѓутоа дадов една слика дека луѓето си ја сакат државата, се сакаат како патриотизам и се тоа. Зошто? И тема имат силна диаспора која мисли и организира и дефинира за општествениот политички живот. Дали нам ни треба таква диаспора која би го интегрирала македонскиот народ, а овие што тука се менаџират, јас секогаш викам, тие се наемни работници за куќата Македонија. Ние имаме коруптивни политичари кои ќе дојдат, ќе дрпнат и ќе здумнат секоја чест на поединци, а имат изнесено многу. Господин Миновски, господин Седрак, ако сакате ви да додадете, јас пишав во колумна дека околу 15 милиарди евра или долари се украдени од 2001 до 2025. Можете ви? Да, слободно. Вие видите вака, ја наобратно на сите професори, научници во Македонија што мислат тоа, дебата ја имав и со политичари од Европската Унија, кои ми кажувале дека Македонија си има и законите, и фреймворкс, и се што кажувале ова, и дека само фали делот на имплементацијата. Значи, кажуваат дека сме учествувале во креирање на многу политики, на многу документи, на многу фреймворкс, на многу работни рамки, или како ги викате, за да само нема имплементација. Ви кажувам, не е главното, се додека не го решаваме проблемот, или да кажеме bugs, се вика на англиски, баговите, што ги имаме во нашиот софтвер, никогаш нема да се напредуваме ниту еден чекор напред. Ние, нашиот софтвер, фактички што е Уставот на Македонија, има голем проблем. Сега таму ја имам една реченица, каде таа реченица, секој кој му текна од било која држава во сосед, ќе дојде, ќе ми каже: ба, јас сакам да бидам тука, јас сакам да бидам, тргни ја воопшто. Значи, вака, ја верувам и мислам, затоа што ова не само тука во Македонија, се во многу различни држави, тоа е тема на една книга што ја пишувам и за кратко ќе ја довершам и ќе збори по детали за вакви работи, дека беше држава создавана преку, значи, да кажеме, Уставот, тоа е првиот чекор кон создавањето на државата и земањето независноста, има направено на еден начин за да креира проблеми после 30 години, не за да креира проблеми одма. Сега, што повеќе време поминува, почнат тие баговите да дојдат до површина. Ние не може на таков начин, со вакви закони и со вакви фреймворкс да имаме, да ги решиме проблемот на корупција што ги имаме. Ако ние го решаваме проблемот на корупција, тогаш ќе може да има учество и од диаспора, и од било кои други држави, и нови пазари и се. Затоа што првото прашање што било кој сака да дојде тука во Македонија, дали да инвестира или дали некој од диаспора да се враќа тука или било што. Како е животот таму? Од аспектот на овие работи. Колку е сигурна, колку е... Сигурна е најсигурна држава во светот, Во делот на коруптивните криминалот. Делот, каде? Ние имаме проблем со наши закони, треба да се променуваат. Не може, и таа дебата е направи со многу адвокати, професорите од правен факултет нека зборуваат. Да, може да се толкова законот на две различни... Не може. Законот, како што треба, не треба да се толкова. Може еве на 2 начини, ама не на 15 начини. И сега,
толку пари били украдени, ја не знам дали точно да или не, ама одговорност, accountability. Ние немаме вакво нешто. Во историјата на Македонија, или модерната историја, или кратката историја, тие што краделе, дали некој од нив завршува казнато? Не. Никој. Не видов, не. Дали има некој патриот од некој што е сега сака држава, што се проба да ја спаси држава, дали има некој, да кажеме, слободен или жив? Нема. Така да, што е мотивот, како ќе мотивираш народот, со што ќе го мотивираш народот, со што ќе го мотивирате диаспората, со што ќе го мотивирате Европската Унија, со што ќе мотивирате партнерите да бидат дел од тоа. Проблемот со тоа што го спомнавте на диаспора, со Македонија, со комуникација, тоа е како и танц, играње. Они барат партнер. Со кого ќе играт? Со кого ќе танцуват? Со кого? Нема со кого. Денот кога ќе има со кого, кога ќе има некој што ќе става негов име и презиме под извештајот или под било што опишува и ќе превзема одговорност на ова што го кажува, тогаш ќе има reliable partners, или да кажеме партнери што можеш на нив да зависиш, за да можеш да градиш нешто и да правиш. Еве, тоа е да го скаратам. Господин Миновски, што ќе додадете со оглед да бидам искрен, со вас еден долг период соработувам во делот на информации, на и разговори, на разменување на мислења и колумната да бидам искрен, ви благодарам многу за поддршката и е веродостојна. Отидов со цифра од 15 милиарди. Можете да објасните најексклузивно на публиката? Се работи за истражување која што ја прави една глобална мрежа, се вика Global Finance Integrity, според кој што е утврдено врз основа на нивна методологија. Таа се однесува, се прави за сите држави во светот, во истата е вклучена и Македонија и се покажува според нивните анализи дека во периодот од 2000 до 2025 година, за период од 25 години, од Македонија се одлеале по нелегални канали некаде околу 15 милиарди. Значи, немаат прецизна бројка, меѓутоа тоа се нивни естимации. Тоа е огромна маса на пари кои што се изнесени надвор од државата. Не верувам дека се вложени натре или се вратени или се во многу мал износ вратени. Тоа значи дека тие пари кои што се земени од граѓаните, за кои што е зголемуван јавниот долг, се инвестираат во други економии или не знам, дел се можеби запленети од некакви меѓународни финансиски институции, во еден дел едноставно лежат на некакви банкарски сметки како неактивни и не се ставаат во функција на македонската економија. Прашање е какви се нашите капацитети да успееме да ги вратиме тие пари или можеби да размислуваме за некакви решенија ако немаме капацитет да ги вратиме со репресивни мерки, да се изнајде некаков начин по примерот на други држави, па евентуално да се прогласува некаков мораториум или можност на поврат на средства, меѓутоа во секој случај треба да се води една проактивна политика и да се види на кој начин можеме да ги повратиме овие пари. Покрај тие пари кои што се одлеани од државата, ние треба да се фокусираме на постоечкиот систем и да се оневозможи и да се дестимулира било каква форма на корупција. Кога говориме за корупција, збориме за софистицирани форми на корупција кои што доаѓаат од највисоко ниво. Таа корупција е неминовно да биде спречена заради тоа што таа според мене е најголемиот внатрешен непријател. Таа влијае суверзивно, ги подрива моралот на државата и влијае негативно и таа отвора простор за поголема ранливост на државата и од тој аспект е многу значајно сите институции да бидат фокусирани на елиминирање на оваа корупција и едноставно на носење можеби на некаков закон од типот на закон за потекло на имет, закон за ветинг во кој што најнапред ќе се офата, да кажеме, сите оние кои што се бавеле со политика во изминативе 3 децении или сите кои што учествувале во судство и обвинителство и на тој начин да се направи некаков обид за рестарт. Се разбира во сите тие процеси, тие не се идеални процеси, ќе има определени аномалии, меѓутоа мора да се отпочне од некаде, да се направи некаков сериозен исчекор во насока на градење на една држава во која што владее правото, заради тоа што владењето на правото е основниот критериум за добро деловно обкружување. Секој кој што сака да инвестира, дали е домашен инвеститор, дали е странски инвеститор, дали е диаспора, бараат држава во која што има предвидливост, во која што нивниот капитал ќе биде сигурен.
Во однос на овој дел на диаспората, со оглед на тоа дека имаме ограничени сме со времето, можам да кажам дека некаде во 2015-16 година ние отпочнавме со една сериозна стратегија во која што настојувавме да ги копируваме позитивните практики пред се од Израел во делот на работа со диаспората. Дури тогаш имавме една книга која што беше доста актуелна, Startup Nation се вика, или нација на стартап компании, и таа не мотивираше и настојувавме да изградиме една стратегија за тоа како можеме да ја привлечеме диаспората, како таа може да има проактивно учество, да се направат бази на податоци со познати македонци кои што работат во јаки компании, институти, научни, со цел да се воспостават некакви линкови, за да истите дадат некаков придонес во развојот на државата. Меѓутоа, како што кажав, ние имаме домашна задача, таа домашна задача се вика владење на правото, во тој дел треба да се настапи малку поагресивно, да се бараат решенија кои што ќе дадат некаков резултат и ќе дадат поттик кај луѓето, ќе покажат една енергија дека навистина се случува еден позитивен исчекор во насока на градење на една држава во кој што правото ќе владее подеднакво за сите, а не селективно. Да. Но се Робин, дали имаме ние некој джентлменски договор во делот на борбата со криминалот и корупцијата, или имаме, јас како што гледам во моментов, не е како што е било порано, има некоја волја, желба да се бори оваа власт, да речам, против криминалот. Има од една причина. Зошто? До сега во практика реков, ти мене нема да ме чепкаш, ја тебе нема да те чепкам, и се таложа тоа, бродовите се полнат и никому ништо. Може ли државата конечно да го победи системскиот криминал и корупција? Секако дека може, и многу Како? лесно да Ајде, се молам. може за 3 месеци да се заврши работа. Да. Работава дека треба тука пак да имаш партнер. Да имаш партнер, да имате партнер. Владата нема партнер. Главниот партнер тука е опозицијата. Опозицијата е во најслабиот, да кажеме, shape, или во најслабиот state или shape, или состојба е сега. За да може државата, владата да се бори против корупција, да ја елиминира корупција, еве да не кажам во 3 месеци, до 1 година да има, треба со сите другите актери или со сите други членови на семејство или партнери на семејство или партнери во државата да има моабет со нив. Тоа значи треба владата со опозицијата со двете крила на опозицијата, македонското крило, албанското крило, сега турското крило, не знам дали има и тие се поделени вака. Кога сите ќе имат желба да ја решават, ќе се решава. А не може само премиерот да излезе да каже, еве, ја ќе се борам против корупцијата. Затоа што сега, како што гледаме, може да има, да кажеме, саботажа или може да има некој да работи против него од страната на опозицијата или од страната на другите, да кажеме, бизнес партнери на Македонија. Затоа што првиот чекор е дигитализација. Кој го прави највеќе спречка на дигитализацијата генерално? Гледаш дека опозицијата. Кој го прави, кога кажам опозицијата, не именувам опозицијата што се СДС, борам СДС, другите партии што се, да кажеме, во опозицијскиот блок. Тоа прво, треба да го разгледаме тоа. Втората работа, виза, за да може да се влезе во Македонија, првото треба виза. Виза тоа е бравата на Македонија за влезот, за да може некој да влезе во Македонија. Тој систем што треба да се решава. Секога, јас од диаспора или македонецот или туристот или инвеститорот или било кој ќе му овозможувам сите овие ситни работи за да може да ја дојде да ја посети Македонија, после ќе биде се друго лесно. Ние имаме проблем кога тука во државата, кога адвокатот, татко му е обвинител, а мајка му е судика, а братучет му е адвокат, обвинител, и се како е така? Затоа во право е господин Миноски која збореше за ветинг систем на тоа. Како е така? Тоа е првата работа што ве прашуват ако работите проект со Светска банка или ако работите проект во било што, да кажеме, малку посериозно од ова, ќе ви пишува доле чекбокс дали имате братучет или некој family member или некој член од семејство што работи во таа организација. Ако да, вие сте аут.
А ние тука не, ние ги наследуваме тука позицијата. Семено стебло. Хирург мора да има дете хирург, адвокат мора да има адвокат. Фейлата на правда вак. Треба, видите вак. Значи, ова мора да се, значи проблемот зошто не може да се реши тоа јако еве на хартија имаме ние закони. Затоа што тој што ќе дојде, колку чист да е, пак е од тука. Од овој место. Значи многу лесно да го ценуваш, многу лесно да најдеш нешто против него. Значи многу ќе му најдеш слики кога беше дете мало, ќе го ценуваш со тие слики. Ова треба да биде како се игра светско првенство. Да земам јас да држава да правам посебна корт, посебен суд или судија, како Албанија што направи, да земам 10 судии од странство, не битно дека странство, да ги земам еве од некаде, не мора да ги земам од Зимбабве да ги земам. И да ги кријам некаде позаде планина, да им учам, да им давам плата, да им учам што е системот, политичкиот систем и сето тоа, и да ги земам, затоа што не знаат никого. Па токму заради добрината во народот, што ја спомнавте вие на почеток, дека не прави зло, дека не одмаздува, дека не прави, еве, ќе дојде на крај, тој суд што треба да суди, тој ќе каже, па грејата дете ќе му уништиме ние еднината. Па ај уништи еднина на 20 и сите да стават во ред. Затоа ви кажам, од надвор ќе го земам, ќе го учам работата и ќе се води работата. И тука нема да гледа сега дали ве знае него, ве знае тој, дали комшина овој, дали го гледа овој, дали има швалерка тука или ту или таму, ќе се среди работата како што треба. Се додека не правиме ова, не одиме ниту еден чекар напред. За да направиме ова, треба сите да се согласуваат. Сите нема да се согласуваат затоа што еве го, колку 15 милиарди или колку се знали од државата во рок на 25 години. Абе види да ви кажам на најголемата афера во Египет за кражба беше на 29 години, значи тој човек на 29 години има крадено 21 милиони долари. 21 милиони долари на 29 години. Ние што зборуваме 15 милиарди за 25 години? Ај не зафркавај. Дали ние дефинитивно се согласувам со господин Седрак, дека дефинитивно нам ни треба од надвор луѓе да менеджираат оваа ситуација, имајќи тој фамозен член 353. Што не преживеа, се сеќавате, за приватизацијата, криминална приватизација. Господин Миновски, колку е оцената апроксимативна, да ми кажете, криминалната приватизација во времето на СДСМ и Бранко Црвенковски? Јас имам пишувано за во однос на приватизацијата, се сметаше тогаш дека имотот кој што треба да се приватизира вледеше околу некаде 15-16 милиарди долари, а дека во процесот на приватизација се собра некоја сума, не знам, од милиарда до 2 максимум да се собра. Второ, самиот член на злоупотреба на службена должност, мислам дека беше изземен, не постоеше во кривичниот законник. Имаше специјален лек специјален за него. Тоа е она, да кажеме, почетна точка која што ја генерираше таа системска неправда, пошто таа системска неправда понатаму се провлекуваше. Дали таму почнува? Да, јас сметам дека тоа е главната причина во која што еден општествен капитал се раскрчми на начин во кој што само еден мал дел на привилегирани луѓе станаа собственици на огромен имот. Државата од декларативен социјалистички систем се претвори во некој начин во полуфеудална држава во кој што елементарното право на луѓето, тоа е правото на работа, стана привилегија. Добивме армија на 400.000 невработени луѓе, стапка на невработеност огромна, околу 30 и нешто проценти, што секако генерираше трајни последици, генерираше нус појави и ова што на некој начин е последица се ова што до ден денес како чувствуваме последица на тој така наречен првобитен грев кој што настана во тој временски период. Меѓутоа, зашто беше страв да се испита ревизија да се направи на криминалната приватизација? Вели дека ќе настане војна. Кој е тоа реферуваше таа информација? Не знам, во тој сегмент имаме најверојатно постоеле опрени договори. Гледаме дека голем дел од тие што заговара ревизија на приватизација во меѓувреме стана олигарси, антипод на се она што го говоревме, меѓутоа она што е карактеристично до ден денешен е таа култура на неказнивост, и кога говориме на неказнивост не е за да бараме сега луѓе по било која цена да бидат затварани и апсени, меѓутоа она што мислам дека највеќе ги би ги погодило тие луѓе едноставно да се најде начин како да им се одземе она што на несослужен начин го добиле. Да, инаку можеме и едноставно да се
најде друг начин како би биле казнувани преку јавни работи, можеби, не знам, еве сега чисто дискутираме, и тоа суштината е во одземањето на нелегалниот капитал кој што треба да се стави во функција на развојот на државата. И тоа е суштествено прашање, заради тоа што на тој начин се гради и идентификација на граѓаните со државата, на тој начин се гради и патриотизмот, заради тоа што кажуваме дека е најголемиот според мене непријателски чин од натрешен аспект е секако крадење на собствена држава. Да. Народот е незадоволен. Народот сака да види какво Романија што имавме на Моника Маковеј ставила за решетки веднаш премиер. После Маковешили, како и беше, па Ковешили, исправете ме. Лаура Ковеши, за која трчаше, ја спомнуваше Венко Филипче, мисля на незе. Јас колку што разбрав, имав соговорничка токму од Романија, првата председателка на жените на ИПП, на Народната партија, и там вели господин Томич, меѓутоа и таа 2024 ја интервјурав. Ма и таа влезе, вика, во затвор и нејзи лепеле прстите. Како да се на што се одразува таа хлапливост, тој жет за криминал, да се краде, ако си на институција прв човек на ова, на она, што е тоа што ги тера? Е перфектниот рецепт што ние го имаме. Тоа што е мешавината, и кажувам дека мешавина од стилот на живеењето во Отоманска империја, го мешавате тоа со православието, со мешавина од социјализмот, излего во овој микс. Тоа го нема никаде. Зошто? Еве ќе ви кажувам. Имате во Саудиска Арабија пред неколку години приказна многу интересна. Кога дојде МБС, Мохамед бин Салман, ги викна сите братучеди негови во Four Seasons. Слушнавте на приказнава пред неколку години. Многу беше интересна. И ги викна сите у Four Seasons и ги уапси тамо. Иначе нема одени од Four Seasons, се додека не ги враќате пари. Стана збор тука на некрадени пари. Он кога дојде како краун принц, тамо во Саудиска Арабија или во тој дел од светот, на секој од Royal Family му следи една сума месечно. А фамилијата, крај на кралното семејство тамо, 20.000 луѓе. Секој месец има една сума за него. Најмалку е 17-18.000 и нагоре. И после тоа ги зема сите, дајте сите пари што ги имате, тука. И ги зема сите пари, ги стави во Неом проектот. Во Неом. Тоа 20-30 градот. Што излага на Црвено море. Слушнав слична приказна во Бугарија ги направила во Банско. Слушнав слични приказни го направила во Црна Гора. Слушнав слични приказни ги направила во многу места на светот. Зошто ви кажам, ова мешавина е опасна. Затоа што прво, во време на Отоманската империја, кога ви спомнавте, ви слушнав еднаш зборевте за Кодошова прави. Да. Во време на Отоманската империја, што беше империја голема и се, они го имат развивано само Истанбул. Они не интересира да развиват други градови. Интересот беше Истанбул, они викнеле исто како во Ренесанс во Европа, најдобрите уметници од светот ги викнеле во Истанбул, да не дојдат у манастир, да не доаѓаат у Санџак, не, у Истанбул. А другите места имат направено само 3 работи таму. Граделе мостови, направиле хамам, со благодарение, значи хамам е нешто феноменално затоа што благодарение на него луѓето запозна што е хигиена. Пред овие хамами хигиената беше многу падната. И направиле мостови и направиле медреса. Фактички да се научат луѓето едва да читат и да пишуваат. Освен овие 3 работи не направиле ништо, но беше наградено секогаш кој што ќе кодоши комшијата ако прави нешто што не е добро. И тука имаш моментот на кодошизмот или да не знам како го сатисфакцијен предизвик. Да. Да дојдам на делот на црквите, кога кажам православиите. Гледате православиите во црквите, како се моделот и градбата и архитектурата на црквите во овој дел од светот и во другите дели од светот, например, ако одите во Сирија, во Либан, во Израел, во Јордан, во Египет. Таму сите врати на православните цркви се високи, најмалку 3 метра и нагоре. Тука се ниски врати. Зошто? Да не дозволуваат и овозможуваат на офицерот да влезе со кони внатре.
Значи, офицерот доаѓаше со коњи. Он не може да се симна од коњи и затоа ги направиле вратите ниски за да не може да влезе во коњи. Зошто овие држави вака? Затоа што они направиле вид, и тоа за жал може префрлува дел на социјализмот, што ја не го сакам, ама делот на да се консолидираме сите заедно, да се плати жизијето, за да не доаѓа офицер кај нас. Тоа што тука не успееле исто да го направат. И последно, и тоа беше, да кажеме, шајката што ја уништи се, и социјализмот. Социјализмот што јас го критикувам јавно, затоа што е еден систем што создадува една општа мрза, создадува некој што зависи на државата да му најде работа, и затоа тоа се рефлектира или се отсликува денеска во муабети, еве се го дипломиравме детето, а не му најдоа ништо. Го образувавме детето, еве не успее да му најдат работа. Се зависат на и сега кога тој наратив вие го кажете на деца од кога се мали, дури клупата во парк дека еве таа на држава, таа е на држава, таа е на држава, се тој наратив се развива кај детето од мал дека се што е околу него е на државата, не на негово е. Онако знае дека негово, он ќе си го чува. Ама он не мисли негово, тој е на држава, на држава, на држава. А држава сега, каде има лидер на држава, што се дозволува да брсна рака во джеп на некој и да дава на некој друг, што нема изработено, ми сваќате како целиот тој концепт е катастрофален. Затоа што на крај создадува, да кажеме, една генерација од луѓето што не им интересира. Он сака да работи во фабрика само да прави вака. Не работи на развојот на себе. Нема ништо што го мотивира. Зошто јас зборувам 7 јазици? Затоа што јас знам дека за секој јазик плюс ке одам, ке правам предавање, ке ми плаќаат повеќе пари. Па се научам друг јазик, ги зголемувам јазиците. Тој што гарантира му еднината и знае дека на крај на годината ке се земе плата секој месец, после ке земе полу праси, кантасирање, не знам што друго. Што ќе му мотивира него да се развива? Доказот на тоа, моментот кога се заврши социјализмот и се одвара кон светот, цел Балкан заминал надвор. А остана тој што не знае да збори јазик. Тој што сега денеска шефот на мајстори, што би требало да биде, како го викате, бригадир или тој главниот, што не знае. Тој се реке му беше, нема друг, има тој, па тој стана главен. И сега, за таков нешто, сега не знам да го артикулирам на македонски, затоа што не учев македонски во школа. Но на ваков начин, што очекувате да има пилоти? Па нормално дека ќе има лопови. Дали ме разбиравте моментот како е? И тоа се доведува, нема да имаме ние астронот или козмонаут, како го викате, или пилот, или вакво, ние ќе имаме лопови, преварант, ова прави. И затоа сето тоа доведува во тоа што ние го имаме. Ама ако он знае дека тој е неговото, ајде да видам како ќе се ја чува холата службената што ја има. И затоа треба да се развива концептот како во Америка. Значи, не постои државен буџет, тие се наши пари. И сега, може вие тука, не знам колку вработени имате, вие може месечно преко вашите данци да давате плата на 3 вработени во државна администрација. Он дава на 4. Они се живеат од наши пари. И тоа треба да се развие, да се разбира во нешто. Така да, корупцијата е тешка тема. Миновски, таа мислам има животен век држа од почетокот на човекот, се согласувате со мене. Но друга ситуација во Македонија е закон, кад неказнивоста и коруптивноста. Значи, тоа е априори. Имаше една приказна деја во Америка, ако добиеш една информација, мора да му платиш едно $5 да му ја кажеш улицата. Гледаме и тоа по филмовите. Константиновски, лагаме у финале, меѓутоа имаме уште две прашања, ако ми дозволите, малце за нашиот источен сосед. Дали бугарските барања се европски вредности или политички диктат? Сега, на кои барања мислиме? На барањата дека требаме да ги ставиме бугарите во уставот. Од друга страна имаме специјален пратеник на Рубен Раде во Скопје, тоа е Венко Филипче, кој ја отежува ситуацијата и ние ќе одиме сега во Тивач, одиме после во Дубровник. Јас го разбирам премиерот, он оди за да ми ја каже вистината, дека не може така да се функционира во една држава. Ако одам со еден цврст став, дека не сакам ниту една запирка да се смени од мојот национален трезор, имаме од друга ситуација каде што се продава. И тоа е пак корупција. Она што ја би го кажал во однос на Македонија е дека во делот на малцински права и на почитување на малцински права, Македонија е можеби лидер во Европа.
во однос и во светот во однос на почитувањето на правата на малцинствата. И мислам дека тоа можеби е наследство на оној поранешен систем, начинот на кој што е дефиниран нашиот устав. Меѓутоа и во практиката ние покажуваме дека навистина сме една толерантна држава која што има респект кон сите малцинства. Она што е битно е дека клучното прашање за нас после сите овие случувања и остапки кои што беа направени во изминатите 3 децении е зачувувањето на македонскиот национален идентитет и да кажеме на националното достоинство на македонците. И од тој аспект мислам дека тоа е црвената линија кон која што ние треба да се придржуваме, а тоа значи дека нема отстапки од тоа дека ние сме македонци и дека говориме на македонски јазик. Тоа треба да биде нашата позиција, за која што треба да истраеме, заради тоа што едноставно правото на самоидентификација е едно од клучните човекови права. Ние се имаме идентификувано како македонци и тоа е наше право и никој не може да ни го оспори тоа право. Тој е народ во свет кој се декларира дека е македонски. Тоа е тоа. Значи постојат македонци и надвор од границите на Македонија и ние имаме едноставно континуитет, независно кој како сака може да мисли, меѓутоа ние имаме јака самоидентификација и никој не може да не убеди во тоа што сме ние и како да се идентификуваме. Тоа е мојот став. И јас воодушевен, без куртоазија, да речам, од господин Рабин Седрак, што вечерва, господине Бенко Филипче, верувате ми, ако не гледате вечерва, ќе ви соопштат мојата порака до вас. Гледајте утре вечер, сабота, од 22:05. Како господин Седрак кажа, како е чувство Македонија. Верувајте ми, ова нека ви биде еден основен урок. Жалам, многу жалам, што сте жртва, голема жртва, на далаверите, така, тој сленг ќе употребам, на Зоран Заев. Верувајте ми, вие сте експерт за неврохирургија, не требаше да влезете во овој џамбазлак, да речам, или во овој шверц комерц, или да речем начин на политизирање. Но еве, господин Седрак, бидејќи веќе влеговме во финале, ви дозволувам, бидејќи ова е единствена емисија во Македонија, во која јас како домаќин ви давам 3 минути да упатите вашата порака до јавноста. Повелете, ова е вашата камера. Благодарам. Не, кратко сакав да кажам дека треба треба да работиме, не треба да секогаш да чекаме некој друг да ги не решава тие проблеми. Значи, ние прво треба да правиме нашето домашно, ако сакаме ние да се напредува ова држава. Второто, дека ова го правиме не за наши деца, ова го правиме за себе, барам планираме нели да живееме, најмалку еве уште 10-15 години да живееме, така да го правиме и за себе. А третото е најбитното. Не треба да биде, знаете како, да се појачаме малце, е да бидеме ние во позиција за да може не ние да тропаме врати и да бидеме дел од тој семејство, туку обратно, они да тропат врата на нас, да ни кажат, еве, гледајќи многу убаво функционира ова кај вас, еве, например, отворениот Балкан, концептот на Open Balkan, што концепт е многу интересен како персе, затоа што ова некаква вид од симулација на единствениот пазар. Исто е како мини Шенген. Ако тоа успееме ние да го направиме, да го работиме, сами они ќе тропат на врата на нас, ќе кажат, еве, гледаме дека ова работи добре кај тебе, еве, сакаме да бидете дел од нашето семејство. Така да, се на крај е до нас, не до никој друг. Ние сме тие што го променевме името, не јас, зашто што ја бев против, протестирав и сема, сакав да кажам, пак дојде до народот. Ако тогаш они го бойкотирале, ќе паднеш. Ама не, сите излегува го прави. Ама ако, треба сега да научиме од нашите грешки, не пак да ги направиме. Така да правиме нашето домашно, да фокусираме, да работиме, да бидеме продуктивни, да не да бидеме паразити на буџет или на некој туги што треба да ни плаќа, ќе видите како се може да оди напред. Еве, толку ми е мене кратка, ама силна. Господин Уски, ова ваша камера, вашата порака до јавноста. Па мојата порака е, еве да кажеме во контекст на ова што го разговараме, се надевам дека во следниот период ќе имаме некакви попрецизни рокови во однос на можноста за интеграција на
на Западниот Балкан во Европската Унија, во кој што ќе домиеме по прецизни детали во однос на тоа каков е износот на средствата кои што ни ќе биде доделен во делот на можностите кои што ќе се отворат пред нас и роковите во кои што треба да се спроведат овие активности кои што се значајни за граѓаните заради тоа што сите тие сакаат да ги уживаат основните три слободи, а тоа се слободата на движењето на луѓето, на капиталот и на стоките, што е од суштествено значење за нашиот економски развој. Секако ниту едно решение не доаѓа од надвор. Неопходно е ние да си ја завршиме нашата домашна работа, да независно од овие сложени политички услови во кои што живееме, да настојуваме да го градиме општеството, да ја градиме економијата, заради тоа што промените во крајна линија зависат од нас, граѓаните на оваа држава. Почитувани, ја да ви се обратам со неколку збора. Вечера слушнаме различни ставови, но и неколку заеднички пораки. Македонија не може да оди напред без правда. Не може да биде европска ако не го победи криминалот и корупцијата. Но исто така не може да биде почитувана ако самата не се почитува себе си. Конференцијата во Тиват можеби нема и не донесе некои конвенични одлуки, но јасно покажа дека Европа влегува во нова етапа. Прашањето е дали Македонија ќе биде наблюдувач на тие процеси или активен учесник во нив. Ви благодарам за вашето внимание, заедно со мене, на овие прекрасни, убави луѓе, велам по охридски, веќе Охрид ми лежи на срцето и на душата. Години сум ја водел таму емисијата. Имавте што да учите, да научите и да впиете во вашите, да ви влезе во вашите вилги, бидејќи овакви вечерашните гости ве доближува до реалноста. Наративот е автентичен, суштествен и македонски. Ви благодарам многу што бевте мој соговорник. Многу ви благодарам што ме удостоивте и ме почестивте мене и нашите гледачи ширум светот со вашата убава, длабинска анализа и ве очекувам повторно во наредните емисии. Драги мои, тоа беше се за вечерва. Гледајте не утре вечер во 22 и в недела во 10:05 на утринско кафе како репризно издание. Се гледаме наредниот петок, 12 јуни, исто така со интересна содржина. Пријатна вечер. Една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.